Ова е дрскост, а поентата на сценариото во јавноста ја изнесоа самите режисери. Реагира Јане Миланов, откако штипскиот градоначалник Иван Јорданов денес изјави дека му поднел кривична пријава. Ова е класична дрскост кон јавноста од страна на градоначалникот, кој, веројатно не сакајќи јасно и гласно посочи период од 3 години, наводно незаконско работење, при тоа се задржа единствено на 3 до 4 месеци, кога начело на општината бил Јане Миланов. Дали во афект или како лапсус, поентата на сценариото ја изнесоа во јавност самите режисери. Според Миланов, тој ќе го задржи нивото на комуникација и основ за препукување немало да даде. Јавноста и моите сограѓани ме знаат како коректна личност кој не крева галами без причина. Но ако некои ликови на моментални позиции решиле по секоја цена да целат исклучиво на лична основа, тогаш веројатно ќе треба да се адаптирам на нивните правила на игра. А материјал за вербални препукувања, особено на личен основ, на таа тема со работници и семејство. Верувајте, не недостасува. Во моментов сепак сметам дека треба да го задржам нивото. Во истиот контекст Миланов посочува како Јорданов се демантира самиот. Купно за 2021 година ДЗР констатирал дека 115 милиони денари се исплатени од буџетска сметка, без при тоа да има технички прием на објектите со кои се исплатени средствата. Истото се случувало и за 2020. Истото се случувало и предходните години. Во конкретниот случај ние доставуваме предмет до основното јавно обвинителство да го испита периодот од неколку месеци кога Јане Миланов бил градоначалник и практично го правил истото ова. За колкова сума станува збор, ќе треба да утврди основното јавно обвинителство. Стои во реакцијата на бившиот ВД градоначалник Јане Миланов.